Многу добар успех покажале учениците на екстерното тестирање. Просечната оценка е 3,63 и е за 0,38% подобра од минатата година. Најдобри резултати имаат скопските училишта Гоце Делчев и Орце Николов. До државниот испитен центар пристигнале 100 забелешки, а учениците до петок можат да праќаат приговори за екстерното од јунскиот испитен рок. Добар ден и добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Промовирани нови 30 наслови од едицијата Звезди на светската книжевност. Започна 15-тата јубилејна акција со книга на плажа. Општина Бутел ќе добие ново училиште по пауза од 50 години. Одбележани 58 години од раѓањето на Борис Трајковски. Над 2 милиони пликови ќе учествуваат во наградната игра Фискална во рака, награда без мака. Градоначалникот на општина Бутел и министерот за финансии Зоран Ставревски денеска потпишаа договор за финансирање на втората фаза од проектот изградба на нова зграда за основното училиште Живко Брајковски. По 50 години општина Бутел ќе добие ново училиште во кое треба да учат околу 800 дечиња. За овој проект од Светската банка се обезбедени 73 милиони денари, а училиштето треба да биде пуштено во употреба до средината на следната година. Томислав Атанасовски. Со кредит од Светската банка ќе се гради втората фаза од проектот изградба на нова зграда за основното училиште Живко Брајковски во општина Бутел. По тој повод денеска министерот за финансии Зоран Ставревски и градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски го потпишаа договорот за финансирање на втората фаза од изградбата на новата училишна зграда. Министерот Ставревски изјави дека инвестициите во образованието се најдобри и најсигурни инвестиции во иднината на младите луѓе. Инвестициите во образованието се најдобри и најсигурни инвестиции во иднината на младите луѓе и од тој аспект големо задоволство ми е што денес во општина Бутел, каде што со градоначалникот Петре Латиновски го потпишавме договорот за доизградба на основното училиште Живко Брајковски, училиште кое што згрижува преку 700-800 дечиња и со обезбедувањето на 73 милиони денари средства од проектот на Светска банка за поддршка на општините, ќе овозможиме општина Бутел да добие едно ново, модерно, ефикасно училиште во кое што ќе се создадат услови за во една смена да учат децата и да се подобрат условите и за учениците и за просветните работници. Задоволството кај градоначалникот Латиновски е огромно. Општина Бутел конечно ќе добие ново модерно училиште кое ќе ги исполнува сите стандарди. Тој изјави дека 50 години не е инвестирано и не е направено ново училиште во општина Бутел. По тој повод сме денеска тука заедно со министерот, да ја потпишеме на некој начин она што владата ни пружа рака, владата ги обезбеди средствата и се надевам, изразувам за тоа една голема благодарност и се надевам дека и сето тоа ќе биде рационално, домаќински и во предвидениот рок реализирано. Училиштето после 50 години навистина е задоволство да се гради објект кој што ќе го користат идните генерации на општината Бутел. 50 години не е инвестирано, не е направено ново училиште во општината Бутел и денеска навистина се чувствувам така малку и среќен и возбуден. Училиштето се гради на 5000 метри квадратни површина. Училиштето со својата внатрешна структура ќе овозможи да учениците од некако до сега што учат во две смени, да работат во една смена. Се надевам дека едно од поголемите, едно од високо стандардизирани училишта, каде што се запазени сите норми архитектонски при неговата изградба, а воедно сакам да кажам енергетската ефикасност сме ја довеле до совршенство, почнувајќи од кровот, почнувајќи од изолацијата поставена во самата изградба на училиштето во темелите и се надевам дека затоплувањето кое што исто од кровот, почнено со на газ, се надевам дека ќе биде училиште со кое што ќе бидеме ние горди, а и сите родители и ученици кои што ќе учат во ова наше училиште. Училиштето се гради на 5000 метри квадратни, а со својата внатрешна структура ќе овозможи учениците да учат во една смена. Се очекува проектот да се реализира во предвидениот рок и да биде пуштено во употреба до средината на следната година. Од Светска банка за овој проект се обезбедени 73 милиони денари, а досега за изградба на карабината на училиштето општина Бутел од својот буџет има издвоено 40 милиони денари.
Нови 30 наслови од едицијата Звезди на светската книжевност беа промовирани денеска. Проектот предвидува објавување на 560 дела од светската книжевна ризница, а досега се промовирани повеќе од половина. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и председателот на стручната редакција на едицијата Звезди на светската книжевност академик Митко Маџунков денеска промовираа нови 30 книги. Канчевска истакна дека новите наслови ќе го однесат читателот на патување низ меридијаните на светската книжевност, низ времето и просторот и низ универзалноста на проблемите на обичниот човек каде и да е. Таа, меѓу другото, се усврна уште еднаш на значењето на проектот Звезди на светската книжевност за македонската култура и јазик. Во изминатиот период промовиравме вкупно 300 дела од оваа скапоцена едиција, која на македонските читатели им ги доближи светските книжевни вредности кои имаат цивилизацијска вредност. Навистина тешко е создавањето на оваа огромна едиција, која што содржи 560 книги. Трудот е навистина огромен и затоа во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите оние кои што директно учествуваат во реализацијата на овој проект. На крајот дозволете ми уште еднаш да го поставам прашањето колкаво е значењето на проектот Звезди на светската книжевност за македонската култура и јазик. Дали се значајни сите заложби на владата на Македонија за поддршка на издавачката дејност? Одговорот е пред нас во 3 стихови од Махабхарата, напишани пред околу 2500 години. А тоа се, поетите го кажале тоа порано, поетите го кажуваат тоа и сега, други поети ќе зборуваат за овие настани на земјата и во иднина. Председателот на стручната редакција на едицијата академик Митко Маџунков пак оваа промоција ја посвети на преведувачите, особено младите, издвојувајќи повеќе имиња како Сара Цветановска, Ивана Илковска, Зорица Теофилова, Офилија Коволовска, Владимир Јанковски, Владимир Мартиновски, Бобан Здравковски, Павел Попов и други. Едицијата Звезди на светската книжевност предвидува објавување на 560 дела од светската книжевна ризница. Традиционалната акција со книга на плажа оваа година одбележува 15 годишен јубилеј. Составен дел од акцијата се повеќе активности во кои се вклучени и туристичките агенции, кои за купен аранжман за македонските туристички места ќе подаруваат книга. Клубот Матица ја најави летната 15-та јубилејна акција со книга на плажа, која ќе се реализира во летните месеци. Денеска на пресконференција беа најавени различни активности кои имаат за цел да ги поттикнат граѓаните да читаат секаде за време на нивниот летен одмор. Директорот на клуб Матица Дејан Павлевски истакна дека и ова лето, како и изминатите, со повеќе активности ќе се одбележи кампањата со книга на плажа, во која ќе се вклучат и туристичките агенции, кои ќе подаруваат книга за сите кои ќе купат аранжман за некоја од туристичките дестинации во Македонија. Годинава клубот Матица има убедливо најбогатата понуда досега, понуда со која ќе биде задоволен сечи вкус и нормално сечи джеп. Со дополнителни попусти ќе бидат стимулирани сите љубители на пишаниот збор и убавата книга. Покрај изданијата на клубот Матица, во комплетната понуда се повеќе од 10.000 наслови на светските гиганти Пан Макмилан, Симон Шустер, Харпер Коленс и Трансфорд. Искрено мене ме радува податокот што нашата идеја, иницијатива родена во 2000 година ја прифатија и нашите партнери и соработници од клубот Лагуна од Белград, во моментов еден од најголемите издавачи на Балканот, така што во основа оваа летна кампања веќе излегува од рамките на нашата држава и прераснува во регионална книжевна акција. Годинава во соработка со најголемите македонски туристички агенции ја проширивме идејата за книгата и спојот помеѓу туризмот и културата. Концепиравме два слогани да летуваме подготвени и да патуваме низ Македонија. Имено со секој купен аранжман, луѓето кои што ќе сакаат да летуваат дома или надвор ќе добијат дополнителни 20% попуст за пакет книги што ги имаме подготвено за нивното летно патување, а вториот концепт што за мене е многу драго е да патуваме низ Македонија, идеја родена од кампањата да ја истражиме Македонија. И тоа е првична иницијатива за развој на домашниот туризам во Дојран, Охрид, Преспа, Берово, Маврово, Пелистар, Крушево. Идеја
во која со секој аранжман за летување во некој од нашите туристички центри, клубот Матица ќе доделува бесплатна книга од домашен автор. Во рамките на кампањата од Клуб Матица го најавија книжевниот хит, кој ја го одбележи летото. Книгата Последната пролет во Париз од познатата авторка Елена Бачик-Алимпик е прогласена за хит на летото, со што се потврдува популарноста на делата на Бачик во Република Македонија. Од богатата понуда на автори, наслови и содржини, читателите и членовите на клубот за хит на ова лето ја избраа Последната пролет во Париз, најновата прозна книга на Елена Бачич-Алимпич, приказна која ги освои читателските срца како во Македонија, така и во Србија, Хрватска, Словенија, наскоро и во Унгарија и Бугарија. Покрај најновиот роман на познатата писателка, во овогодинешната понуда влегуваат и најновите остварувања на врвни светски книжевни имиња како Даниел Глатауер, Тереза Ревај, Джесика Брокмил, Гонг Джионг, Роберт Херис, Верика Хенри, како и најновите дела од нашите Павловски, Дамјановски, Миневски, Гилевски, Димовски, Смилевски и така натаму автори со своите дела како потврда на нашиот слоган 60 летни денови, 60 нови наслови. Покрај овие активности, годинава се повторува кампањата 60 летни денови, 60 нови наслови, со што на барање на граѓаните повторно ќе се одбираат летни наслови по промотивни цени, секој ден во текот на наредните месеци. Во поглед на она што ќе биде реализирано следно, од Матица го најавија настанот спортистите препорачуваат книга Гледање на надпревар од светското првенство на булеварот на книгите, во присуство на спортисти и спортски работници, кои ќе им препорачуваат наслови на присутните. Пресконференцијата неслучајно се одржа на базенот Аеродром. Од оваа сезона, со секој купен билет за базен Аеродром, сите посетители ќе добиваат ваучери со попуст за изданијата на Клуб Матица. Во летниот период во Клуб Матица ќе се собираат и книги од читателите, но и лекторски изданија на Матица, кои ќе бидат подарени на децата од социјално загрозени семејства за време на летувањето. Делегација од општина Бутел, предводена од градоначалникот Петр Латиновски, денеска положи свежо цвеќе на гробот на загинатиот претседател Борис Трајковски по повод одбележување на 58 години од неговото раѓање. Денеска се навршуваат 58 години од раѓањето на трагично загинатиот претседател на Република Македонија Борис Трајковски. По тој повод, денеска на гробот на претседателот во алејата на великаните на градските гробишта Бутел беше положено свежо цвеќе. Освен градоначалникот на општина Бутел Петр Латиновски и делегација од општината, свежо цвеќе положија представници од сите основни училишта од општина Бутел, повеќе невладини организации, издруженија и членови од семејството Трајковски. Ние како општина Бутел 10 години од погинувањето на претседателот Борис Трајковски го одбележуваме 10 годишницата, меѓутоа денеска, за жал, требаше да претседателот Борис Трајковски да го слави својот 58 роден ден, но општината Струмица го слави денеска неговиот роден ден во Струмица, меѓутоа ние неговиот роден ден за жал го славиме токму во местото каде што вечно ќе почива нашиот претседател. По повод 10 годишнината од јубилејот на формирањето на општината Бутел, работиме на подготовки да ја одбележиме прославата, меѓутоа сметаме дека заслужува претседателот Трајковски она што го подготвуваме по повод 10 годишната на 10 години од постоењето на општината Бутел да заземе место, бидејќи мислиме дека претседателот Борис Трајковски е претседател кој што, јас би рекол, е врежан во срцата и мислите на сите македонци, на сите граѓани на Република Македонија. Се надевам дека и сценариото и филмот кој што го подготвуваме, еден дел ќе биде посветен на претседателот Трајковски. Борис Трајковски беше македонски политичар и втор претседател на Република Македонија од 15 декември 1999 година до 26 февруари 2004 година, кога неговиот мандат заврши со трагичната смрт во авионска несреќа. Над 2 милиони пликови ќе учествуваат во излекувањето на наградната игра Фискална варака награда без мака, што ќе се одржи во понеделник на 30 јуни 2014 година.
Само за овој месец се пристигнати повеќе од 300.000 плика, а бидејќи во извлекувањето ќе учествуваат сите претходно неизвлечени пликови од февруари до јуни. Практично над 2 милиони плика ќе бидат во игра за добивање на стан во аеродром од над 50 квадрати. Исто така дуќан во аеродром, автомобил Peugeot 208 и други бројни награди, ваучери од 1000 динари до 1000 евра. Понеделник ќе биде извлекувањето за големите награди. Овој пат повторно имаме стан во аеродром од над 50 квадрати. Исто така дуќан во аеродром, Peugeot 208 и други бројни награди, ваучери од 1000 денари до 1000 евра. Преку 300.000 плика се пристигнати само за овој месец, а вкупно, бидејќи ќе учествуваат и пликата што се претходно неизлечени од февруари до јуни, практично над 2 милиони плика ќе бидат во игра за добивање на овие вредни награди на играта Фискална во рака, награда без мака. И верувам дека граѓаните ќе ги искористат преостанатите 4-5 дена за да соберат 20 фискални сметки, да ги стават во плико, во коверта и да ги испратат на адреса на Државната лотарија и да создадат можност да учествуваат во наградната игра, да добијат вредни награди. Ова е 7-мо излегување од наградната игра Фискална во рака, награда без мака. Досега од наградната игра, чиј приредувач е Државна лотарија на Македонија, под покровителство на Министерството за финансии, се доделени еден стан, еден деловен простор, 5 автомобили и 750 вредносни ваучери од 60.000 до 1000 динари. Во сите извлекувања до крајот на наградната игра може да се учествува со коверти со по 20 фискални сметки од најран датум 15 ноември 2013. Во пресред на 7-мото извлекување, Државната лотарија на Македонија организира карван во рамки на кои се поставени пунктови со наменски кутии на повеќе локации во повеќе населени места. Карванот тргна од Куманово, а ќе заврши во Струга и Охрид на 29 јуни 2014 година. Словенецот Змаго Сагадин е нов тренер на шампионот МЗТ Скопје аеродром. Колумбија, Уругвај и Коста-Рика Грција се новите осмина финални двојки на Мундијалот во Бразил. За овие останатите вести од спортот по рекламите.